Svetli tebe duh, zašto divno je carstvo to nebesno. Blaženi se oni što plaćat, zašto ti je ke se uzdržat. Blaženi se milostivi te, zašto ti je se pomiluvani. Blaženi se čistite po srce, zašto ti je ke go vida duh. Zašto ti je sinovi Božji se, blaženi ste koga keve gonat i progonat zaradi mene. Blaženi se krotki te bodu, ti je keja nasledat zemljata. Blaženi se gladni te zapravda, zašto ti je ke se nasita. Slava tebe, Gospodi, slava tebe, Isuse, slava tebe, Isuse, slava tebe, Hristose. O Sveto pismo je pišano, koji će go povika moje to ime, kje bide spasen. To je jedna golema vistina, za da izberete život, se podrazbira da go povikat imeto na Isus Hristos, koji je daden kako Božji sin od Sozdatelot na se, od Otec od nebesen, dojdene na zemljata, da ni dade sila, da gi zeme našite grevovi, našite grevna priroda i da ni pomogne da se vratime kaj Tatko to nebesen. Danes kak je zboruvame za prvото собрание на Светиот апостол Петар, втората глава, и ќе прочитаме еден дел од Исаија. А пред да кажеме Господовата молитва, која има во Евангелие по Матеј, кој Исус вели: молете се вака: Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, како на небесата, така и на земјата. Левот наш насушен дај ни го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови и во векови. Амин. Те молам, Татко мој, во името на Твојот Син Исус Христос, да ми го отвориш ова слово со власт и сила, да ги допре сите оние кои се Твои, зашто Господ знае кои луѓе се Негови, да им ги отвори срцата за Твојата љубов. И ти, брате и пријателе, кои го слушаш кои ги слушаш овие живи слова од Светото Писмо, да се разбуди твоето срце за љубовта, зашто е пишано дека ние сме овде да се усовршуваме во љубовта. Љубовта во нас да стане совршена, за да бидеме слободни на судниот ден, кога еден ден ќе одиме кај Бог на суд. Љубовта покрива многу греови, пишува во Светото Писмо. Христијаните, како новозаветен Божји народ, треба да се чуваат од телесни желби, да и се покоруваат на власта
и да врват по трагите на Христа, по стапките на Христа, да врват со Бог. Има еден Енох од Стариот Завет, кој исто така ни е даден како пример. Енох чекореше со Бог, одеше со Бог и Бог го зема и исчезна и го снема. Значи вознесен со телото на небесата. Толку се соединил со Бог, со се тело е вознесен на небесата. Еве што вели втората глава, прво собрание на послание на соборно послание на светиот апостол Петар. Отврлете пак од себе си секаква пакост и секаква измама и лицемерство и завист и секакво напаѓање. Видете, старозаветен закон е се оно што ви го прават вам, правете им го и вие. Значи се што правите вие, вам ви се прави, односно око за око, зап за зап. Тоа е старозаветен закон ако не сте во Христа. И практично се што им го правите вие на другите, го правите самите на себе си, бидејќи по тоа вам ќе ви се случува и ќе ви се наплати. Додека кога го имате Христос, е што ви дава потврда, ви дава совет. Отврлете од себе си секаква пакост, секаква измама, лицемерство, завис и секаква напаѓање и осудување, зашто е пишано: не судете за да не бидете судени. И како новородени деца, еве го тој збор, новороден, богороден, роден во Бог, термини, односно состојба која не ја разбираат до крај христијаните. Тоа значи да умре стариот човек, тоа што си ти гревовна природа, тело, душа и дух. Значи похотта на телото, желбата на очите, гордоста на животот, и ти да бидеш роден во Бог, да дојде Бог да живее во тебе, во дух, Духот Свети, односно Духот на нашиот Отец, Божиот Дух, Исусовиот Дух, како што велат, како што во Исус живееше и се уште живее Отецот, зашто да биде видлив за нас, така треба и во нас да живее во Дух Отецот. И тогаш умира стариот гревовен човек и ние размислуваме и знаеме дека за секој збор, за секоја постапка ќе одговараме според делата на љубовта. Значи, како новородени деца бидете желни за вистинско и разумно млеко со кое се храниме, да во него да пораснете за спасение. Човек не се храни само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Тоа подразбира дека треба да се чита Светото Писмо за да се разбуди нашиот дух, да се оживее, да не бидеме мртви по дух, значи живи телесно само, мртви по дух, да оживее духот, читајќи ги живите слова, зашто Исус на неколку места во Светото Писмо е пишано дека самиот Исус е Светото Писмо, воплотен стана тело. Значи тоа е Словото, ни го покажува во практика како треба да врвиме низ оваа долина на сенка смртна, како што е наречена земјата. Значи, да во него да пораснете како новородени деца, да бидеме желни за вистинско и разумно млеко, тоа е вистината што ја пишува во Исус, односно во Светото Писмо. Да во него да пораснеме за спасение, да пораснеме во духот, бидејќи вкусивте дека Господ е благ. Господ е навистина благ. Тој те разбира и те сака таков како што си. Ако го отвориш своето срце, му предадеш се нему и врвиш по него, кога пристапувате кон него, значи Господ е благ, кога пристапувате кон него, живиот камен, од луѓето отврлен, но од Бога драгоцен, бидејќи тој дојде кај своите, во Израел и своите него примија, бидејќи беа затворени во обреди, традиционални верувања, обреди во Тората и во старозаветните пророци. Значи, жив камен, Исус дојде од луѓето отврлен, но од Бога избран и драгоцен, и вие сами треба да бидете живи камења, изградувајќи од себе духовен дом, свештенство свето, за да принесете духовни жртви кои му се на Бога пријатни преку Исуса Христа. Значи, тој покажува дека секој од нас, кога ќе го избере Исус и почнува да чекори по него, да постапува како што постапуваше тој и да ги возлюби словата што се напишани во Светото Писмо, тогаш тој, односно Отецот во Духот, живее во вас и вие станувате свештенство сето, вие сте тогаш духовен дом, жив камен. Значи, вие сте духовен дом во кој пребива Светиот Дух. Затоа треба да ги очистите вашите тела и души. Свештенство свето сте тогаш и принесувате духовни жртви кои му се на Бога пријатни преку Исуса Христа. Духовни жртви не подразбира
da se nosat predmeti tuku žrtvine ljubovta. Ljubi ga svoj bližen kako sebe si, ljubi ga neprijatelja svoj, blagoslovajte ga nešto vekolnat. Molite se za nije što napredovat i gonat. Zašto ovo pismo to stoji napišano? To se duhovni žrtvi. Žrtvena ljubovta. Milost sakam, veli Isus, milost sakam, a ne žrtvi. Zašto ovo pismo to stoji napišano? Ete na Sion, Sion, klava magolen kamen, Sion. Sion je simbolično kako imena Sion, kjerko Sionska, se misli na crkvata Izraelava, odnosno ono nešto ke poveruvat u Isus. Na Sion, klava magolen kamen, odbrani skapocen, se misli na Izrael i koji veruva vo Isus, nema da se posrami. Koga se slučila bilo kakva nevolja ili nešto što ne možem da go rešam, se povikam na ovaj stih. Znači, ozbročuvanje na Božje to slovo, koje se narekova Rema, Rama, Drama, Rima. Slovo koje je trgnato od polog, od složuvanja to po vidike slovo, to je živo i posto, od svega kako meč trgnula po realizacija. Znači, koga treba da se povikam na nešto, pišu vam koji veruva vo mene, nema da se posrami. Velam, Gospode, ti kažete kako je veruva vo tebe, nema da se posrami. Ete sam da ne se posramam i vrvam vo verba ponatom. Vam pak, 7. od stih 2. glava 1. Petrovo, koji veruvate, vam pak koji veruvate, on vi je čest, a za nevernicite kamen, kogo otvrlijat zidarite, no koji stana glava nagolot i kamen za sopnuvanje i kamen za soblaznuvanje, na koji tije se sopnuvat, koji se sopnuva, ne pokoruvajki mu se na slovo, to koji nego poznavat Božje to slovo i ne mu se pokoruvat, za to se tije i odredeni, ne pokoruvajki mu se na slovo, to se sopnuvat, lujeto. Ima jedan stih koji veli, pokorete se na Boga, isprotistavite se na gjavolot i to i ke pobegne od vas, a ovdje veli za tije koji ne mu se pokoruvat na slovo, odnosno slovo, to je sam bio Isus na Boga, za to a tije se sopnuvat. No vije koji mu se pokoruvate na Boga i na slovo, to ste rod izbran, carsko sveštenstvo, a što car od naše gore na nebesata, svet narod, luge pridobijeni, za da gi vozvestite sovršenствата na onoj koji ve povikalo temnina vo svojata čudesna svetlina. Znači, vi ste rod izbran, carsko sveštenstvo, svet narod, luge pridobijeni od Bog, za da gi vozvestite sovršenствата na onoj koji ve povikal Otec od nebesa i njegovi Sin Isus Hristos, od temnina vo svojata čudesna svetlina. Znači, vi bevte od temnija narodot što sedeše vo mrak vo mate i se vide golema svetlina. I onije što sedeja vo mesto na senka smrtna im ogreja svetlina. Znači, Bog je svetlina i vo nego nema nikakva temnina, se veli do 1. Jovanovo. Ovo jedan stih vo Matej se veli, ako svetlinata što je vo vas je temnina, togaš kakva like je temninata. I temninata je nedostatok na svetlina. Studot je nedostatok na toplina. Zloto je nedostatok na Božjata ljubav, to je što nego spoznalo Bog žive vo zloto i stalno vas protistaven na zloto, na Bog, odnosno Satanas, što znači Satanas protistaven. Vije koji nekogaš ne bevte narod, 10. od stih 2. Petrovo, vije koji nekogaš ne bevte narod, a сега ste narod Božji, koji ne bevte pomiluvani, a сега ste pomiluvani. Сега ste pomiluvani vo Hrista, возлюбени ве молам, како придојдени гости возлюбен од Бог, да се пазите од телесни желби, што војуваат против душата. Значи, телото си има своји нагони, си сака да јаде, да пие, односи меѓу половите, желби, страсти, душата си има своја. Значи, да се пазите од телесните желби што војуваат против душата, а душата треба да се прочисти, духот да порасне. Имајќи помеѓу себе добри односи среденец на божците. Значи, треба да имате добри односи средене оние што не го познали Исус, тие се слепи и глуви духовно и треба да се однесуваме кон нив како да се физички. Па тие кога ве напаѓаат како злосторци,
Штом ќе ги видат вашите добри дела, да го прослават Бога во денот на посетата. Значи, тие ве напаѓаат, вие треба да правите добри дела, за да го прослават Бога во денот на посетата и да речат, како овој човек, ние го напаѓаме, тој ни благословува и прави добри дела. Речат, има нешто во него, во тој Христос, дајте и ние да бидеме како вас. И така, да го прослават Бога во денот на посетата. Ние знаеме дека Бог ќе дојде повторно, Исус ќе дојде во второто пришествие и ќе му суди на секому според делата. И така, покорувајќи се на секое човечко началство, покорувајте се на секое човечко началство поради Господа, било на цар како на врховна власт, било на намесници како негови пратеници, за казнување на злочинците и за пофалба на добротворците. Тој сака да каже дека е потребна и земна власт, бидејќи ако нема земна власт, луѓето ќе почнат да се убиваат, ќе нема закон и ќе владее законот на посилниот. И добро е што има земни власти, што некој во земјите, колку и да не е законот добар, тие што убиваат, што крадат, на крајот ќе бидат судени, така да тие, тоа е како тие предпремиера за тоа што ќе се случува во Божјото царство на небесата кога Исус ќе дојде. Било на наместници како негови пратезници и така натаму, и таква е волјата Божја, 15 стих, со добротворство, таква е волјата Божја, со добротворство, да го задржуваме незнаењето на безумните луѓе. Значи, со добротворство христијанинот треба да прави добро, како слободни, а не како такви, што ја употребуваат слободата како покрив на злобата, туку како слуги Божји. Вие сте слободни, зашто каде што е Духот Господов, таму има слобода, има еден стих, а тоа подразбира слободни сте од гревот, од болки, болести, страдање, од проклетство. Значи, слободни сте да действувате по својата волја во името на Господ Исус Христос, како Исус и Отецот живеат во вас, и тогаш ќе правите добри дела и ќе бидете образец и пример, да ги привлечете и другите, да речат, сакам да бидам и јас како овој човек, како овие луѓе, христијани кои живеат и пребиваат во Божјата љубов. Значи, такви што ја употребуваат слободата како покрив на злобата, треба да ја покривате злобата со добротворство. Како слуги Божји, почитувајте го секого, браќата сакајте ги, од Бога бојте се како од татко, веројатно, да знаете. Како детето што се плаши од таткото, од Бога бојте се, царот почитувајте го. Слуги, покорувајте се на господарите своји, не само на добрите и кротките, туку и на лошите. Оти тоа му е угодно на Бога, ако некој од сознание за Бога поднесува скрб, ако некој од сознание за Бога поднесува скрб, страдајки несправедливо. Тоа му е угодно на Бога, така вие се прочистувате низ оган, има еден стих. Се прочистувате и се усовршувате во Божјата љубов, и љубовта во вас се усовршува, за да бидете слободни на судниот ден, зашто каква е пофалбата ако трпите кога ве бијат поради престапи, ако сте крадели и правели ве бијат, но ако трпите кога правите добро и страдате, тоа му е угодно на Бога. Затоа што Исус претрпе, ќе видиме после, бидејќи вие сте за тоа повикани, оти и Христос пострада за вас, за нас, оставајќи ни пример. Христос пострада за нас, за вас и за тебе, брати и пријатели. Христос лезе во кого пребива самиот Бог, Создател. Ги зеде вашите гревови од секој човек и од тебе. Беше распнат на крстот, ја пролеа својата крв за да даде откуп за твојата душа и да ти даде сила од син човечки да станеш син Божи, бидејќи вие сте за тоа повикани, за тоа сте повикани, од и Христос пострада за нас, оставајќи ни пример за да врвиме по неговите стапки. 22 стих, 1 Петрово, 2 глава, 22 стих, он не направи грев, ниту пак во устата негова се најде измама. Исус, Исаија 53. Кога на него хулеа, он не им одвраќаше со хули. Тоа е тоа што треба ние да го научиме. Кога страдаше, не им се закануваше, не заплашуваше, туку се подпираше на оној кој праведно суди. Одмазата е моја, јас ќе отплатам, вели Господ, не судете за да не бидете судени. Ова сето го има во Исаија
53, starozaveten prorok koji prorekol, što kemu se slučува na Isus, on sam ki iznese našite grevovi na drvoto so телото свое. Да за гревовите да умреме, а да живееме за правдата. Но барајте го најнапред Царството Божјо и се ова ќе ви се придаде, преку неговите рани се исцеливме, тоа биме во Римјаните 6:11. Зашто бевте како овци изгубени, кои немаат пастир, но сега се обрнавте кон пастирот и владиката на вашите души. Еве го тука Исаија, Господи 53. Господи, кој поверува во тоа што го чул од нас и кому му се откри силата Господова. Он зборува за Исус, зашто изникна Он пред него како младо дрвце и како стебленце од сува земја. Нема во него ни изглед, ниту величие. Ние го видовме и во него немаше изглед, што ќе не привлекува кон него. Он беше презрен и понизен меѓу луѓето, маж на болки и свикнат на страдања. И ние го одвраќавме од него лицето свое. Он беше презиран и ние за ништо не го сметавме. Тој зборува за Исус, но Он ги зеде на себе нашите болки и ги понесе нашите страдања, нашите слабости. А ние мислевме дека Он беше казнуван и понизуван од Бога. А Он беше изнаранет за нашите гревови и мачен заради нашите беззаконија. Казната за нашиот мир, за нашиот и за вашиот и за твојот мир падна врз него и преку неговите рани ние се излекувавме. Слатен Господе Исусе Христе, Он беше измачуван, но страдаше доброволно и устата своја не отвараше. Како овца, Он беше одведен на коленје и како што е јагнето пред стрижачите свој безгласно, така и Он не ја отвори устата своја. Зборува за Исус, Исаија 53. Он беше лишен од праведен суд, но родот негов кој ќе го објасни? Зашто беше одземен од земјата на живите, заради беззаконијата на мојот народ, беше осуден на смрт. Му определија гроб со злодајци и Он беше погребан, но Он беше погребан кај богатиот, зашто не беше направил грев и во устата негова немаше лага. Но на Господа му беше угодно да го понизи и го предаде на мачење, а кога душата негова му принесе милостивна жртва за секој од нас, Он го даде животот свој. Он ќе види долговечно потомство и волјата Господова ќе напредува преку неговата рака. Ќе се зарадува поради трудот на душата своја, труд на душата своја, и секој од вас треба да работи и ќе види светлина. Праведниот слуга мој ќе ги оправда мнозина и гревовите нивни врз себе ќе ги понесе. Ќе оправда мнозина. Затоа јас ќе му дадам големо наследство, со силните плен ќе дели, зашто душата своја на смрт ја предаде. И меѓу злодејците беше вброен и ги понесе врз себе гревовите на мнозина и за престапниците стана посредник. Нашиот Бог, Исус Христос, Божиот Син, испратен од Отецот Небесен, да ни даде сила
da ni dade primer, da ni dade svoja te ljubav, da postrada sekoj od nas, za da se spasime i da go povikame njegovo to ime, Isuse, zašto je pišano, koji će go povika moje to ime, ke bide spasen. Brate i prijatele, ako sakaš da bideš spasen, da je pomineš ova zemna drama na temnini, da premineš vo svetlina, vo večna svetlina, vo večan život. Dodeka imaš glas, povikaj go Isusa Hrista pravednikot. On je odkupuvanje za našite grevovi. I ne samo našite, grevovite na celiot svet. Jas, rab Božji, Tihomir Stojanovski, srcem i duhom i dušoju svoju glagolav molitvu. Tatko moj, po imetu na Isusa Hrista te molam za site izgubeni, poniženi, osameni, namrazeni, zavrzani duši od satanata, po makedonska zemlja i na celava zemlja toka, da im dadeš sila, da go zapališ ognot na ljubavta, da porasnat vo duhot i povtorno da se rodat vo tebe i da bidat sinovi Božji i da vikat Ava Oče, slava ti Tatko nebesen. Te sakam Isuse Hriste i da prebivat vo Božijata ljubav. Ovoj svet žive bez ljubav i ljudje je barat ljubavta na sekade u svetot. U svetot nema ljubav. Bog je ljubav. I koji prebiva vo Boga, prebiva vo ljubavta. Isus te povikuva, dojdete pri mene, site izmoreni obremeneti i jaske ve uspokojam. Ete sum Isuse Hriste, a ti, brate i prijatele, vrvi po nego i izberi život, ljubav, svetlina i mir od Božji od tvoje to srce. Bidete blagosloveni vo mir i ljubav. Tatko moj, ti predavam sve što imam, bideki ja si ništo nemam bez tebe. Sve moje je tvoje, ti je predavam mojeva duša, moj duh, moj timot, moje to semejstvo, moji te ljubeni, moji te rodnini prijatelji, moja te makedonska zemlja i tvoja, zašto ti si ja zapišam. Sve ti predavam, cela zemlja i te sakam, Gospode, i se nadavam na tebe, zašto koji veruva vo nego, nema da se posrami. Amin. Hristovi blagoslovi do Božjo carstvo nebesno. Amin. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Blaženi su bedni tebe duh, zašto mirno je carstvo to nebesno. Blaženi se oni što plaćat, zašto ti je ke se utežat. Blaženi se milostivite, zašto ti je se pomiluvani. Blaženi se čistite po srce, zašto ti je ke go vidat Bog. Zašto ti je sinovi Božji se, blaženi ste koga ke ve gonat i progonat zaradi mene. Blaženi se krotki te bodu,
Rijeke je nasledat zemlja tak, blaženi se gladni te zapravda, zašto ti je ke se nasita. Isuse,